Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во денешната епизода ќе ја завршиме со обработка глава 1 од посланието на Јаков и ќе читаме и проучиме неколку стихови од глава 2. Во претходната епизода стигнавме до стих 25 од првата глава, но денес сакам повторно да го прочитаме и да споделам уште неколку мисли со вас за тој текст. Во овој дел од првата глава, Јаков пишува за различни пристапи кон Божјиот збор. Има луѓе кои не покажуваат никаков интерес кон Светото Писмо, но помеѓу оние кои го читаат и слушаат, има две групи на луѓе. Едните се тие кои го слушаат Писмото, но не го извршуваат, а за другите Јаков пишува во стих 25, каде читаме: Но, кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него, тој, бидејќи не е заборавлив слушател, туку извршител кој дејствува, ќе биде блажен во своето дејствување. На што мисли Јаков кога пишува за совршениот закон на слободата? Ова се однесува на сите Божји зборови кои ни се дадени во Светото Писмо, а мислам дека особен нагласок треба да се стави на Христовите зборови запишани во Евангелијата. Додека им зборуваше на своите ученици, покрај другото, тој им рече: Ако ме сакате, пазете ги моите заповеди. Евангелие според Јован, глава 14, стих 15. Патем, ако сте ги читале Евангелијата, ќе знаете дека зборовите на Господ Исус не беа спротивни на законот кој Бог го даде преку Мојсеј. Господ Исус не дојде да го поништи Мојсеевиот закон, туку да го исполни. Што се однесува до нашиот однос кон законот, кој што Бог го даде преку Мојсеј, јас би рекол дека ние не треба да му се спротивставуваме на законот, но мора да бидеме свесни дека спасението на нашите души не можеме да го добиеме преку добри дела, односно преку пазењето на тој закон. Во Новиот Завет се вели дека спасението е преку вера, а не по дела, но секој кој го има спасението треба да покаже добри и праведни дела кои произлегуваат од спасоносната вера. Во стихот кој го прочитавме, Јаков дава контраст помеѓу два вида на луѓе кои го слушаат Словото. Едни се оние кои го слушаат и си продолжуваат по старо, а другите се оние кои го слушаат, го извршуваат и на тој начин искусуваат внатрешна промена, но и добиваат благослов од Бог. Прашањето за вас денес е: во која група припаѓате вие? Дали сте само слушател или и извршител на Божјата волја? Во следните стихови Јаков пишува за неколку практични аспекти на побожноста. Стих 26. Ако некој од вас мисли дека е побожен, а не го зауздува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата побожност е суетна. Во некои преводи наместо зборовите побожен и побожност се користат зборовите религиозен и религија. Помеѓу христијаните има различни ставови во однос на зборот религија. На некои воопшто не им смета истиот, но во последно време на се поголем број христијани им смета зборот религија, затоа што ги потсеќа на некоја сувопарна вера која е исполнета со традиции, ритуали и обреди, вера во која нема жив и близок меѓусебен однос со Господ. Прашањето не е дали некој збор е правилен или погрешен, туку како луѓето го толкуваат. Па затоа мислам дека секој може да се води според своето убедување. Но, мора да напоменам дека христијанството не е религија како сите други, бидејќи во суштината на христијанската вера се наоѓа меѓусебниот однос со Господ Исус. Така што, да, јас сум против тоа да го сведеме христијанството на сувопарно знаење на одредени вистини или пак само на практикување на ритуали и обреди. Во стихот кој го прочитавме, Јаков зборува за побожност, односно религиозност која е суетна. Тој вели дека една личност
Може колку сака да се прикажува како побожна, но ако таа личност не умее да го контролира својот јазик, нејзината побожност е суетна. Патем, јазикот, односно зборовите кои излегуваат од нашата уста, е една од доминантните теми во оваа книга и тоа ќе ви стане особено јасно при проучувањето на 3 глава. Но, преку овој стих, Бог сака да не поттикне да размислиме какви зборови излегуваат од нашата уста. Не е доволно само да кажеме дека сме побожни, туку и да го покажеме тоа преку она што го зборуваме. Ако некој тврди дека е побожен, а озборува, каква е ползата од таа побожност? Ако некој тврди дека е побожен, а ги навредува другите, таа побожност е суетна. Ми се чини дека еден од главните проблеми денес помеѓу христијаните е токму овој, јазикот кој не е контролиран, кој не само што уништува семејства, туку и цели цркви. Дали контролирањето на јазикот е единственото нешто кое се бара од нас? Се разбира дека не. Во следниот стих Јаков дава уште 3 аспекти на вистинската побожност. Таму се вели: чиста и непорочна вера пред Бог Отецот е оваа, да се грижиш за сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неосквернет од светот. Старогрчкиот збор, преведен како чиста, се однесува на нешто што не е извалкано. Христијанската вера треба да биде токму таква, чиста, односно неизвалкана и неосквернета од погрешни учења, или пак од световниот начин на размислување. Дали чистата и непорочна вера од нас бара да се изолираме далеку од луѓето и цивилизацијата? Се разбира дека не. Јако вели дека таквата вера се грижи за сираците и вдовиците во нивните маки. Со други зборови, ако сакаме како христијани да живееме живот кој му е угоден на Бог, ние треба да се грижиме за сираците и вдовиците. Христијанинот може да има лични неволји, страдања и искушенија, но тој треба да е подготвен да им помогне на другите кога тие се соочуваат со своите проблеми. Во светло на овој стих, сакам да се запрашате, кога последен пат сте помогнале на некој сирак или вдовица? Можете ли да се сетите? Ако не можете да се сетите, тогаш ви гарантирам дека нешто и недостасува на вашата вера, а тоа е грижата за овие ранливи групи на луѓе. Дали ова значи дека според Библијата ние треба да се грижиме само за сираците и вдовиците? Се разбира дека не. Има и неподвижни луѓе на кои им е потребна помош. Има и болни луѓе на кои им е потребна посета, храна и слично. Тука Јаков набројува 2 групи на луѓе со цел да ги поттикне оние кои го читаат ова послание, да сватат дека верата не смее да се сведе само на зборови, туку треба да се покаже на дело. Една од најголемите стапици за христијаните денес е да ја практикуваат својата вера само во црковните храмови, а кога ќе ги напуштат тие храмови да живеат неуредно или пак да се ги гледаат само своите интереси. Затоа, овие зборови на Јаков и се потребни денес на црквата, бидејќи преку нив Светиот Дух не подсетува која е суштината на верата. Во стихот кој го прочитавме, Јаков пишува за 3 аспекти на чистата и непорочна вера. Првите 2 се однесуваат на грижата за сираците и вдовиците, а третиот гласи да се пазиш да останеш неосквернет од светот. За жал некои луѓе мислат дека преку овој стих Јаков не учи да немаме никаков контакт со светот и со тоа што е световно, но тоа е буквално невозможно. Бог не ни забранува да бидеме во светот, туку ни вели да не му дозволиме на светот да влијае врз нас. Господ Исус вели дека ние сме во светот, но не треба да бидеме од светот. Самиот тој, кога беше во тело на оваа земја, минуваше време со луѓе кои беа од светот. Сигурно ќе се сетите од читањето на Евангелијата, дека беше обвинет дека е пријател на цариници, проститутки и грешници.
Тој се дружеше со нив, но не дозволи тие да му влијаат, туку тој ги менуваше нивните животи. Христијанскиот повик не е повик за физички да се изолираме од сите оние кои не веруваат во Господ Исус и не го следат, туку духовно да се изолираме од секое влијание кое би можело да не одвои од блиското заедништво со нашиот Господ и Спасител. Сега доаѓаме до глава 2 од посланието на Јаков. Во првите 13 стихови од оваа глава, Јаков пишува за уште еден испит на верата, а тоа е начинот на кој се однесуваме кон другите луѓе. Конкретно, Јаков пишува за нашиот однос кон луѓето од различни општествени класи. Како се однесуваме кон богатите? Како се однесуваме кон сиромашните? Каков е нашиот став и однос кон луѓето во црквата? Дали ги вреднуваме врз основа на нивната облека, статус и влијание во општеството или врз основа на други параметри? Не знам дали ќе се сетите, но во првата глава Јаков веќе пишуваше за сиромашните и богатите, односно директно им се обрати на тие две класи на луѓе. Сиромашните ги охрабри да се фалат со својата возвишеност во Христос, а богатите да се фалат со својата понизност во Христос. Сега тој повторно пишува за богатите и сиромашните, но не им се обраќа на тие луѓе директно, туку на христијаните во црквата за да ги поучи. Што се однесува до сиромаштијата и богатството како две економски состојби во која една личност може да се најде, светописното учење е дека ниту сиромаштијата, ниту богатството сами по себе не му се угодни на Бог. За Бог најважно е срцето на човекот, а зло и грешно срце може да има и сиромашниот, а и богатиот. Испротивното е вистина. Праведно срце може да има и сиромашниот и богатиот. Но и во Стариот, а и во Новиот Завет, Бог обрнува внимание на оваа тема. Во Стариот Завет честопати им велеше на израелците да се грижат за оние кои се сиромашни. Таа грижа требаше да се пројави во многу форми и затоа дел од законите кои беа дадени преку Мојсей се однесуваа на овој начин од функционирањето на заедницата. Така што кога велам дека на Бог му е најважно срцето на човекот, а не тоа што го има во џебот, тоа не значи дека Бог не се грижи за сиромашните, односно дека не очекува неговиот народ да се грижи за нив. Патем сетете се дека кога Господ Исус дојде на оваа земја, тој се роди во семејство на столар, а не во некоја голема палата. Самиот тој за себе кажа дека нема место каде да ја положи својата глава. Во еден разговор немаше пари со себе, па мораше да позајми еден денари од Петар за да го поучи дека треба да се плаќа данок. Откако го распна на крст и умре, Господ Исус беше погребан во туѓ гроб. Сите овие моменти од неговиот живот ни кажуваат дека тој не дојде како богат човек. Кога бев на теолошки факултет, една недела дојде проповедник кој зборуваше за благословите на сиромаштијата. Во тоа време јас бев сиромашен, студирав од пари кои луѓето ми ги даваа или ги позајмував и морав да работам полновремена работа за едвај да преживеам. Овој проповедник ни зборуваше неколку денови поред, но подоцна дознавме дека има многу висока плата. Кога го дознав тоа, сватив дека тој нема право да зборува за сиромаштијата, односно за тоа колку се благословени сиромашните, бидејќи самиот тој не беше подготвен да живее како сиромашна личност. Некој можеби ќе аргументира дека за човекот е поблагословено да биде богат отколку сиромав. Вистина е дека богатите барем не мора да се грижат за плаќањето сметки и некои други трошоци потребни за живот, но повторно ќе напоменам, само затоа што некој е богат, тоа не значи дека животот на таа личност е добар и угоден пред Бога. На Бог му е важно што имаме во срцето, а не во џебовите. Ако живееме во сиромаштија, треба да се трудиме колку што можеме, на чесен начин да заработиме пари за живот, но
да не трчаме постојано по парите. Ако живееме во изобилство, треба да бидеме дарежливи кон оние кои немаат и во ниту еден момент да не ја гледаме својата сигурност во парите и богатството. Во прво послание до Тимотеј, глава 6, стих 10, апостолот Павле вели дека љубовта кон парите е корен на сите зла. Забележете како тој не вели дека парите се корен на сите зла, туку љубовта кон парите. Луѓето на кои парите им се најважни се подготвени да направат било што само за да имаат повеќе. Тоа важи како за оние кои немаат пари, а сакаат да имаат, така и за оние кои имаат, но сакаат да добијат уште повеќе. Мислам дека е време да почнеме со читање на втората глава од ова послание. Забележете што Јаков вели во првиот стих. Браќа мои, држете ја непристрасно верата во Исус Христос, нашиот Господ на славата. Зборот непристрасно може да се преведе и како нелицемерно. Божиот повик за нас преку Јаков е да бидеме нелицемерни во практикувањето на нашата вера. Јаков има причини зошто пишува за лицемерието помеѓу христијаните, бидејќи се претпоставува дека во тоа време верниците имале различен пристап кон различни групи на луѓе. Како денес, така и тогаш, црквата била составена од различни групи на луѓе, богати и сиромашни, слободни и робови, мажи и жени, евреи и неевреи и слично. Независно од разликите кои ги имаат, христијаните треба да умеат да живеат во единство. Црквата е наречена и Христово тело, а едно тело е здраво само тогаш кога неговите органи функционираат во хармонија. Конкретно, темата за која Јаков пишува во овој дел од посланието се богатите и сиромашните, тоест односот на верниците кон богатите и сиромашните. За таа цел им дава една замислена, ама многу реална ситуација. Стих 2. Ако во вашето собрание влезе човек со златен прстен, во светли алишта и влезе сиромав човек со проста облека. Јаков сака примателите на ова послание да замислат дека во нивното собрание влегуваат двајца луѓе. Еден е облечен во светли алишта, а во тоа време само богатите можеле да си дозволат да носат светли алишта и има прстен на раката. Веднаш по него влегува и сиромав човек, чија сиромаштија е очигледна според начинот на кој е облечен и воопшто според неговиот изглед. Класната разлика помеѓу овие двајца е очигледна. Едниот има многу пари, а другиот можеби нема доволно и да преживее. Во очите на светот едниот е многу важен и влијателен, а другиот нема речиси никаква вредност. Но, прашањето е, како христијаните треба да пристапат на овие двајца луѓе? Ќе го практикуваат ли истиот вредносен систем како и светот? Замислете се себе си во ситуација да се сретнете со богат и со сиромав човек. Кон кого ќе бидете повеќе наклонети? За тоа ќе размислуваме во следната епизода. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.